Ги проследивме и вестите, почитувани и сервисните информации. Одиме со разговорниот дел од Студио 10. Наш прв гост е на господинот Јордан Ристовски. Так. Јас ме подпишав како оштетен од државата. Так. Инаку поранешен помошник министер во Министерството за финансии, началник во МВР и началник во финансии, односно помошник министер во економија, да не погрешиме така. Началник во МВР, началник во финансии. Личност кој што е можеби единствениот од позицијата кога сте биле ликвидатор во име на државата, нели на државен имот и на состојби од мачната и долга транзиција и неправедна, би рекла, по многу основи во одредени случаи, можеби не во сите, меѓутоа во колку случаи би рекле 99% неправедна, да. 99 сигурно. Сигурно 99%. Човек кој што вратил државен имот на државата и човек наместо да биде награден, вие веќе 3-14 години својата невиност ја докажувате пред судските лавиринти во еден правен галиматијас и одлежувате 33 месеци затвор, што како притвореник, што како осуденик. Меѓутоа, правдата излегува секогаш, може би е долг патот до правдата и до вистината, но тие секогаш излегуваат на површина. Дали со наша помош домашна или со помош на меѓународни експерти. Повелете, господине Ристовски. Докаде дојден целиот овој случај, се појавивте, мислам, ние и правевме информација во вестите за вашиот случај, еве ве поканивме во емисија. Логичната поврзаност на вашите изнесувања очигледно отслика во кратка форма една огромна вистина. Ретко да се сретне таков квалитет, што со неколку реченици ќе каже многу. Неспорен факт е тоа дека јас сум единствениот случај во државата Република Македонија кој е открил украден имот од државата и сум го вратил на државата, за кој што потоа сум осуден и имам одлежено заедно притвор и затвор скоро 33 месеци. Тоа е исто така единствениот случај кај што сум на собствен грб, јас и моето семејство имаме почувствувано многу силно неправдата. Дури јас се споредувам со овие кочански изгореници, не би сакал повеќе, но јас многу ги разбирам. Не знаете што е да почувствувате неправда врз својот грб. Тоа е страшна работа. Дури, да речеме, на овој случај, наместо да му се дава, како што е во законот, вредност од посебно општествено значење или од пошироко, за жал. Мене... За да стимулира и други ликвидатори во денешно време, како треба да постапуваат, кога е државниот имот во прашање, приватниот апсолутно. Знаете што државниот имот и тогаш и сега и некогаш и така натаму, тој е собственост на граѓаните. Член 2 од Уставот многу јасно дефинира што е и така натаму и чија е државата, да не овој. По однос на ова прашање сакам да ви кажам дека присуството на неправдата во нашиот систем е лавока. Таа корупција, вие често пати повикувате гости, не само вие, другите телевизии со национална фреквенција го повикувате човекот кој баш со негово посредно учество е украден тој имот и е во негова посредна собственост. Меѓутоа, вие како национална фреквенција, извинете, ама националната фреквенција знаете што е. Приватна е телевизијата, ама фреквенцијата не е приватна. Така да тука имате поголема одгама, вие стопади го повикувате. Него истиот тој човек за Лјупчо Георгиевски. Така, за поранешниот премиер. Да, кој е посреден крадец, посреден учесник и посреден собственик на тој украден имот што е сега на државата. И сега знаете што тој добива вредност, а ја од друга страна добивате и вие вредност, не само Лјупчо Георгиевски. Знаете како велат, ако нема тело, нема ни убиство, така? Да, не, ако нема дело. Не е нити суден, нити така. Па така е. Еве ги, каде се институциите на системот? Не треба да има застарување. Еве да ве потсетам. Дури една партија вели да се преиспита приватизацијата, нека се преиспита од 90-та. Кој е против тоа? Во тој контекст, само да ви кажам, по однос на ова име и презиме што го спомнав, ја не сум против него, доказите се против него. Не сум јас. Доказите. Еве подопрен глас обвинителството, имаме институции, судско обвинителство, нека постапат. Господи Трпчевски, па знаете што, па јас имам доказ. Не сте единствен што кажувате и не само сега. Не зборам јас подопрен глас. Не. Не мислам, тие можат подопрен глас. Тие ама јас имам докази од кои произлегуваат факти кои упатуваат на вистината. Кој тоа го стори? Па тој самиот призна, јас крадев, викам, краде ја околу мене. Па се сеќавате тогаш
Кристофер Хил беше амбасадор во Македонија, па тој изјави, вие вика како народ, ја не знам што сорта сте, отприлика така му беше изјавата, сега ви признава премиерот дека крадел, вие молчите. Но да прескочиме таа работа. Тоа не е народот, него има институции, избрани луѓе на тие институции што треба да си ја вршат работата. Како вие што сте си ја вршеле во случајот за кој што сте обвинет неосновано, како да кажем. Затоа корупцијата во Македонија е разработен систем од дното до врвот. Знаете, вие, ајде вака, науката основа е фундирана врз две учења. Филозофијата и математиката. Вие сте во првиот дел. Венов диаграм знаете што е, уште 1880 година. Тоа се логична поврзаност меѓу две работи, кои имаат и исти сличности. Меѓутоа, тоа најчесто се графикони во вид на кругови, па кога ќе нацртате два круга и кои се преклопуваат, во таа отсечка се наоѓа заднишката работа. Ако ги анализирате, партиите кои се менуваа во историјата на Република Македонија, по особеност ќе видите дека во тој круг што го формираат двете партии се наоѓаат криминалците. И од ДПМН, и од СДСМ, и од ДУИ, било кој. Иначе тоа јавноста го знае. Ајде да се вратиме на вашиот случај, за да не губиме време. Времето ни е од прилика половина час, почнавме. Вие сте сега до која фаза во вашето докажување на неправдата? Мислам, вас ви е потврдено дека сте невин и дека невино сте лежеле во затвор и сте се стекнале со какви епитети на затвореник, страдало семејството, трпело штети, што велите вие, било какво обештетување мене нема да ми значи ништо, бидејќи тоа ништо не може да го поврати и ве разбирам поради тоа. До каде сте сега со случајот што го водите пред граѓанскиот суд? Така. Во фаза на завршни зборови по двата предмета за висината на штетата. Сушност, затоа што ова е единствен случај што е повторена постапката во Македонија со нови докази. Значи, како исплива на површина тие нови докази? Условно речено нови, тие се тие докази од тогаш, меѓутоа едно време ги немало поради што вие сте завршиле, во казнено управничка институција. Изучувањето на филозофијата очигледно оставило траги. Знаете, така е. Па тие докази тогаш постојат. Јас ги нудам на суд кога една специфичност, може ли да ви кажам за целиот случај? Ајде. Тоа е само да повториме за јавноста, не кажавме, станува збор за имотот на Македонија Табак. Тоа е зградата што сега ја користи Агенцијата за финансиска поддршка на земјоделието, односно таа е сега во државна односно на Република Македонија. Изголемен е буџетот за 5,5 милиони евра само по основна градежна и одделната, тоа е 2814 метри квадратни, а плюс земјиштето. Меѓутоа земјиштето, иако со одлука го вратив на РМ, ама кој ме затворија, овие моите сукцесори го продале, гледам, ама сега ќе ви кажам и за тоа, тој ќе го вратам. Земјиштето што е под ова сега што велиме агенција за... Не, под зградата, него дворот. Не, тамо ќе биде, ќе ви само да се вратиме. Да се задржиме ние на овој случај. Да се вратиме назад, ме прашавте до каде е сега случајот. Знаете што? Тие докази постоеја и така натаму. А јас ги нудам на судов. Не те гледа. Вие разбирате? Јас му викам судија, немој беше направиш греф. Ти бе обвинител, знаеш што пишуваш. Вистина ви... А обвинителот, морам да ви кажам, тој е Богдан Лазаревски, сега во пензија, тој ми призна. И ја мислев има доблест во неговата канцеларија во старата зграда на апелацијскиот суд, точно да ви кажам, така. Тука разговаравме и ме повика и вика, јас не, ти си ми колатерална штета, Јордан. И така, но знаеш кој стои? Сашо Мјалков и Никола Груевски. Ова одговор од негов. Не го измислив јас тоа. И де факто така е. И де јуре зашто Никола Груевски бил заинтересиран за тој правен настан евент, за да ги украде акциите па да ги препродаде и да оствари разлика за себе околу 1.550.000 евра. Кои акции од кои се на МТД, тоа е сложена тоа се на МТД Оштип, меѓутоа се во стечена постапка потекнуваат од АД Македонија Табак, во стечена постапка се продадени со уделот на Талја Бикова и Југо Тутун Гевгелија, па понатамо Југо Тутун Гевгелија го продава потоа за без пари целиот удел со акциите на Тивамекс, а оваа фирма која што е сопственик па на имотот во Бугарија не ви постои.
Така, добро. Ние бе поканивме нели да ја кажете вашата приказна и од аспект на тоа колку имаме невладење на правото во државава. Тоа е. Само по однос на тоа, на вториот дел, кога кажате тие докази постоеле, да, постоеле и потоа се изведува како нови докази. И тоа беше навистина страшна една работа. Страшна. Вие гледате пред себе слика како ви убиваат, како сакаат да ви убиваат и ви убиваат. И ви тврдат, плюс тоа во пресудата, дека, често пати тоа го споменувам, дека Вардар извира од Егејско море и се влева во Вруток. Неспорен факт, дека е прва повторена постапка со нови докази во Република Македонија. Нема друга. Со согласност и вклучување на основното јавно обвинителство за гонење на организиран криминал и корупција. Судрени со тие докази, кај ќе бегат? Мора да се бори човек. Меѓутоа, и тоа беше единствен случај, и тоа во повторувањето на постапката не се го повлекува обвинението. И кога се случи тоа, Ристовски? 22 година. А целата сага трае од 2009 до 2022, тоа се 13 години. Па јас за тоа пишувам и книга, монографија, во кој рецензенти ми се професор академик Камбовски и Тито Беличанец. Така да тоа е тоа, и се снима филм, така да тоа сценарио е на како да кажем, на пријателска база, доставено до, сега се зачудите малку Емир Кустурица, да го види, па да го врати, така натаму. Тој вели, ова е единствен случај, и така натаму, да вратиш имот и да те затворат поради тоа. По однос не може да ми се надомести штетата со никакви средства. Вие кога ја покренувате пред граѓанскиот суд? 23-та година, 23. Затоа што 22-та ми беше потребна за релаксација, како да ви кажам. Јас се чувствував на крајот како победник и се чувствував многу пријатно затоа што успеав да ја тргнам етикетата од моите деца и етикетата од моето семејство, зашто јас знам што сум направил. И тоа ми беше сатисфакцијата. Ова што сега, дали ќе ми дадат 1 евро, дали ќе ми дадат 450.000 евра, колку сакат, не можете да ја платите цената на тие маки. Овие маки на луѓево со изгореници во кочани немаат цена, луѓе. Не би сакал никој тоа да го почувствува. Да. Тоа е страшно нешто. Тоа е како да кажам, таа ура која ве обиколува, тоа се маки. Емоциите... Така, сигурно сте имале сојузник во семејството и од сопругата и од децата, нели, во докажувањето на вашата невиност? Па, знаете, они знаат, ама не можете вие, како да ви кажам, не можете вие да убедите. Јас имам правосилна судска пресуда со која што сум односно е повлечено обвинението и имам добиена ослободителна пресуда. Единствена е таа. И таму признаваат дека погрешиле. Па како погрешивте кој јас цело време ви убедував, еве ги доказите. Од нив произлегува фактот, мира. Од фактот произлегува вистината. На крајот, вие на правдата ќе ги затворите очите и преку ден, ама преку ноќ ќе ги симне. И таа ќе прогледа и преку ноќ, кога и да е. Така е. Ристовски, кога се случува ова действие, кога сакале некој да ја присвоја таа зграда? 2001-2002 година. И јас ќе ви кажам, Никола Груевски и Љупчо Георгиевски, едниот во својство на министер за финансии, другиот во својство на премиер на влада. Како ви откривте дека некој тука се мерачи да ја земе оваа зграда? Знаете како, тоа е малку подолга пред, но јас ќе скратам. Јас во своето CV имам работено во органите за прогон и некако ме привлече таа проблематика за финансиските имотни истраги кои се разликуваат од овие другиот криминал. Поприлично се разликуваат и тука мериш ум. Јас и тој што краде, пример. Да, добро, нормално. Извините, вака. И така беше. И, например, кога јас го открив, зашто јас отидов сам во Бугарија да откривам докази. И ги открив доказите во Бугарија, фирмата не постои. Во судот во Штип, господје Трчевска, запишана како собственик. Па ве прашувам, има ли поголема иронизација на собствената држава? А премиер сте на влада, па плюс тоа ги носите ВМРО, трајна вредност на македонскиот оранор, позади тоа се криеш. Па 2814 метри квадратни. И вие ги крадете. Па чекајте. Сега,
Како ги откривам, тоа е малку интересно. Еве да ви кажам, Накратко, ако може, да ви кажам, не само што сум отишол во Бугарија и потоа го вратив имотот на државата, го запишав во катастар и така натаму, така, значи сите активности завршени. До крај сте го завршиле тој процес, се го финализирале. И второ, еве и сега него го повикувам, ајде на дуел кај што сакаш. Јас имам и други докази за него, ама само по оваа проблематика. Зошто кога Македонија Табак АД отишла во стечај, ајде, сте сакале бизнис, односно, еве, работеле луѓе, земале плати, имате оправдување, имате и така натаму, сте ставиле своје раководство, Шура, Зет, СНА и така натаму, да не ги споменувам, и тоа е во ред. Добро, сте го пренеле капиталот, не сте смееле. Сте го пренеле капиталот, односно имотот од АД и сте формирале Македонија Табак 2000. И тука имате само, нема некоја промена по друга, туку само имате менување на билансните позиции на АД Македонија Табак, односно тие се трансформирани во долгорочни финансиски имотни вложувања. Од едно друштво во друго и тоа е окей. Меѓутоа, вие структурата на собственоста, таа е иста. Таа не може да се смени и не се менува. И сега ти одиш во стечај, го оставаш АД Македонија Табак во стечај со милион денари имот, а 754 милиони денари беше активата. Па видите, и така натаму. И сега што се прави? Од тука, тој дел, тој е во ред, до тука е во ред. И кога го продава АД Македонија Табак од уделот на Талја Бикова, и тоа му е во ред. Ама не е во ред кога ти повторно сега АД Талја Бикова го продава овој целиот удел што го купила со пари од Македонија Табак 2000 по зајмица. Го купила целиот удел и го продава на Тивамекс во Бугарија, фирма. По која што вие нели одите да го видите портфолиото така. Да, и не постои во Бугарија и без пари ја продава. Па тоа се недозволени правни деловни работи. Нека види правна енциклопедија, нека види закон, ке види, не можеш. А сега, знаете што? Погледајте. И сега случајов долу со Струмица, актуелниот случај, во кој што морам да ви спомнам дека некои инспектори, мои пријатели, дојдоа кај мене на консултација и кажа дека морате да го видите кругот на фирмите. Немојте секоја поединечно и така натаму, и така натаму. И тука јас сакам да кажам дека тука треба да се допре до врвот на управата за јавни приходи во тој период. Јас сум зборувате за случајот со Крмзов за кој што има нели осомничен дека 95 милиони евра е оштетиле државата. 93. Видите да ви кажам, сега не е згодно, јас сум сега во пензионери, не е згодно да. Меѓутоа поприлично мислам дека им стана јасно кога шематски почнеме да ги прикажуваме, затоа што ако во Македонија Табак 2000 се краде имот, градежен имот, недвижими земјиште, има вредност од 5,5 милиона евра само зградата. Во овој дел се крадат пари од буџетот. Доста со крадење, извините. Ама истиот стил е. Ја не ми јасно овие финансиски кратки. Истите шеми се, значи. Истите шеми, ама како не иновираа, па гледате дека некоја мира ве откри, извините вака, уште 2001 што сте правеле. Па доставише со тој модел, па гледа истиот е. И ја им викам, еве го истиот. Само сега Косово, фирмата не постои, оваа не постои во Бугарија. А овде во судот, замислете, и тој председател на судот во Штип беше шеф на кабинет на Михајло Маневски. Па имали и така натаму. Но по однос на неправдите во судството, јас имам своја забелешка. Апсолутно системот кај нас и во другите европски земји е поделба на извршната судска и законодавна собранието. Меѓутоа, тоа не значи дека тие три се потполно на некој начин меѓу себе не конвергираат. Тие мора да се конвергираат во смисла на некоја чек баланс, некој така натаму. И сакам да ви кажам, често пати повикувате гости за корупцијата, за борбата против тоа луѓе кои теоретизираат, кои јас ги почитувам, ги сакам, меѓутоа нема ни еден конкретен случај вака. Јас направив ова, направив ова, ми направи ова, еве го имотот го врати. Еве добро, тешко се охрабруваат луѓето да зборуваат во јавност. Има некој што зборуваат, меѓутоа нема случај со завршница, има луѓе што се уште правдата е барат со години што се Јас знаев дека не сум виновен и знаев што сум направил, ама јас додека не ја добив пресудата правосилна, со која што се одби и ме ослободија, јас не се појавив никаде. Оти тешко е да убедувате без тој доказ. Така е, и затоа сака Лјупчо Георгиевски, почитуваниот, ја го почитувам, Никола Груевски уште подобро, па да видиме, ќе изнесеме докази и
Јас за нив, јас не го обвинувам Лјупчо. Нити никога. Ма го обвинуваат доказиве. Не го обвинувам јас. Јас не помогнав овде некој тамо дека 93 милиони. Па не го доказите. Доказите упатуваат. Имате патоказ и шематски приказ на таа работа. Така, движење на потези, на пари, и сега на судството, знаете што? акти. Судството, пазите, овој докторско-машински ум, како што ја го често пати сакам да го наречам премиеров на владава, кога се замеша, кога почна да прозива некого, рековме се меша. Чекај се, да бе се меша, ама 500.000 гласови доби човекот на избори. Јас контрапрашање. Не сте биле во наша кожа една секунда кој имаме неправда. За нас тоа е многу прифатлив звук, тон на гражданост мира. Ме разбираш? Да, добро. Не можеме исто да доживуваме. Јас можам само да бидам емпатична со вас, да сочувствувам, меѓутоа не можем на тој начин, нели, Така, ама сакам да ви кажем дека тој човек почна да се бори се мешал и така натаму. Па кој, да ви прашам нешто. Како е можно Републички судски совет? Јас после го проучив законот и гледам, чекајте, тој самото име значи дека некој судски совет. Ако е судски совет, значи треба да бидат суди. Ако е филозофски совет, тоа треба да бидат луѓе што завршиле филозофија. Ама сега видите, овие не се суди, него се стручни соработници. Па како е можно тој да прави оценка за судија, а не е судија? Па нелогично. Ај кажете ми, има логика тоа? Така. Нема логика, по сила на нештото нема логика. Ама кога нешто мира, извините. Па кога нешто нема логика, извините. И кај вас, кога се запали светилката дека нешто не функционира во тој случај и тргнавте, нели, да ја барате вистината, така, рековте дека кога го финализиравте со враќање повторно во 2007 година. Заврши процесот и во 2009 веќе вие сте... Јас сум во притвор и во затвор. Така, во притвор веќе и во затвор. Да. Како се случи сега праведноста што сте ја направиле да се врати како контраправедност, како неправда врз вас? Кој ве прозва на одговорност, кој ве условно речено ископа за да ве соочи со судовите? Видите, во тој период ВМРО Народна се формира и таму тој Лјупчо Георгиевски со своите пајташи секојдневно држаа пресконференција од позиција на власт, беа во коалиција со Груевски. Па јас за тој човек имам полагано испити во Прилеп. Ја мислам дека нема ме чепнат мене. Но овој да не кажувам нешто. Само тие пари што ги доби од кај нас 200.000 марки не може да му ги откријат. Ја му ги дадов. И ја ги исправ. Па тоа е 2001. Немојте, може повторно ќе ве земат некој за... Не може да ме земеш. Чекај, Мира, ама колку години е? Ама не, па мене ме повикаа тогаш беа Цанеча Праговски, директор на Бирото за јавна безбедност и Михајловски Љубомир. Јора, знаеме ти се вика, се бил кај нас овде, кажи ни ова како си го направил. Ја викам, вас ве интересира формулата за перење? Да бе, вика, тоа не може. Абе, застарено е, нека е застарено. Сегам да ви кажам, не верував, меѓутоа со оглед на фактот дека јас не му брцна, него му го нарушив имотното портфолио на тој споменат премиер и по мојата прозивка дека навистина има бугарски пасош, тој после тоа на еден портал призна и ако се сомневаше секогаш и му кажав дека да, ама првпат те одбиле таму. Тоа значи дека он знае дека јас знам нешто повеќе за него. Нешто повеќе, така да. И тоа точно. Малку да видиме што е и така натаму. Така да него го оштетив за овој имот. Оти тој имот е во посредна негова со. Зошто ВМРО Народна тогаш се води со мене војна? Војна во јавноста води, верувајте ме. Секој ден, па 7 претеници, па предлагаше да ме притвор. И што вас ви се ставија на товар? Мислам, што ви спакува на кој начин? Така, видите, тоа е правен еуфемизам и се обвинението првото и последното гласеше дека сум продал наводно акции кои се сопственост на Република Македонија, а не сум наводно смел. Сум смел, мислим. И дека сум го оштетил затоа што потоа акциите вределе повеќе од таа претходна цена. А вие сте продале ли акции, мислам, имало ли такво нешто? Јас сум продал акции 962 кои се собственост на Тивамекс, оваа фирма од Бугарија на Лјупчо Георгиевски, која не постои. И парите сум ги дал до скршен денар на вработените на Македонија табак. Јас знам дека е така. И знам чии се акциите.
По закон, според мене, ако ме враќаш назад, може да биде тоа Талја Бикова Југото Евгелија, ама Врховен суд вика не, Јордан, има пресуда и точно, и вика тие се на Тивамекс. Овој вика на РАМА, како бе на РАМА, па се прави вештачење и така натаму, значи тој беше правен. И на крајот, да ви соопштам, со оглед на фактот дека овие братучедите, и не знам тоа, најчесто и во националните телевизии вика, поранешниот директор на ДВК, и така демек, ама ништо друго, а не кажуваат дека, добро, бил поранешен директор и осудено лице. Зошто тоа не се става? Зошто во јавност тоа го избегнувате? И се согласувам. Не се согласувам, ама го прашувам. Втора работа, овој другиот. Па ти не, ама само да второ овој бегалецов заминал. Како бе ти Гордана Јанкуловска заминал? Абе тој бегалец, зошто побегнал? Зошто бе не побегнав јас? Па мене ми нудевте да побегнам. Да се сокријам во Србија, па да се вратам. А ја му одговорив... Кој ви го нудеше тоа? Луѓето за кои што зборувате или Чавков сега? Чавков вели со консултација што ви направил, па ја викам Мите ти ќе бегаш. И навистина жал ми е за него. Деве што му се случува. Меѓутоа, сега да ви кажам, тие зошто е тоа причината, и вас после ве приведуваат, нели, врз како основа не на приведуваат во притвор мислам и така? во притвор и тоа. Да, Кои нови докази се појавуваат што вас после ја врти приказната во ваша корист? Мислам тоа цело време било дека требало да е во ваша корист, само да ви меѓутоа, соопштам. Бидејќи беше тоа прв случај, и знаете што внатрешна информација, внатрешна ценовна информација на акција е сложена економско-правна категорија. И таму во светот вие немате ни една кривична пријава, тоа е тешко многу докажливо. Овде немаше такво нешто, некој се залета да каже. И така натаму, и потоа влегува во свој проблем, обвинителот МВР и така натаму. И сега што прават? По четвртата година на судење ми пуштаат човек од ДВК, јас сум вчерашен од ДВК и од другите разузнавачки служби и го гледам, како му беше, го заборев од неготино, така не е битно, да го се знаеме и така у разговори, па знаеш како ти Јордан се исто, па да, добро. И јас го проценив него дека, сакате да чуете од мене нешто. Иначе мене Јован Илиевски, тој што е сега во Страсбур. Јас него го чекам, а се мислам да одам во Страсбур да одржам пресконференција пред Страсбур, судот. Само чекам да ми даде дозвола таму председателот на судот. А дали планирате да поведете постапка за вашиот случај пред Страсбур? Немам, завршив јас, немам зашто. Мислам, завршивте пред овде. Овде, немам зашто. Да. Ама сакам да одам таму и му кажам, ти Јован Илиевски си апаш, лопов, криминалец. Еве зошто. Ти ми ги украде мене човечките права и слободи на моето семејство. Еве ти доказ. Зошто? А он не сваќа дека јас го имам и таква снимка за него. Кога он мене ми нуди, вика, Јордан, ај ти признај дека се договорил со овие тројца и ние тебе ќе те ослободиме, овој ќе и казнем. Ја го гледам, абе не сум се договорил бе Јове. Како сум се И викам, слушај бе, ама ај, ајде дома да ги прашам мој мачотек ќе изевав од сопругата, од синот, од ќерката на ручек. Па вие не знаете. Значи со тие и на крајот му викам, и на крајот кога одлучуваат за мојот случај, тој Богдан Лазаревски го изнесува на колегиум и он потврдува. И во обвинението јас сум осуден за вратен имот. Во таа пресуда, во која што на кои се повикуваат, во таа пресуда постои само имотот што сум го вратил, мира. А пишува дека те суда за акции, па имали и експресно после поминува таа пресуда и на апелација и на Врховен суд. И јас сум тоа. Значи можете да замислите која неправда е тоа. Можете да замислите што не имаме ние во судството. Дали некогаш, господин Ристовски, сте очекувале дека за вашата работа низ тие институции, низ многу институции, дека немате опашки, барем досега не се појавиле во јавноста и после вашите јавни настапи, дали сте очекувале дека вака ќе ви биде возвратено или дека ќе може да се најдете во ваква ситуација? Политичко-судски комплот, не знам како да кажам. Не очекував некоја награда. Макар да имаме признание од владата добиено за ова, не ви го донесов да го видите. Сега е во кабинетот во друга институција. Не сум очекувал никогаш, затоа што имате направено позитивна работа, мира. Па како ќе очекувате сега, вие ми направивте куќа и јас вас ви убив? Чекај. Како ќе очекувате вие од мене да јас постигнем спрема вас? Овде, тој криминал, за тоа јас кажувам,
и сега имаме формирана невладина организација. Тоа сакав да ве прашам, бидејќи да видиме и времево, да, веќе сме на крај, тоа сакам тие се тоа е Сдружение на граѓани одштетени од длабоката држава или како ја кажувате? Од сокриената држава. Сокриената држава, а финансирана од средствата на граѓаните, скратено име од печатоци на неправдата. Чекам само едни средства, ми се ветени ќе ми ги пуштат, па потоа ќе се направи едно истражување, ќе видите кој друг масовен криминал имате во државата. Внимавајте, ова напамет не го зборувам, јас ги имам информациите, ама сега ги обезбедувам доказите, без доказ не ви зборувам. Така, затоа велам јас и на почетокот реков без цело, ќе видите што е во Македонија. Ова што насочувате активностите вие јавноста, гледам и докторски машински ум спрема државните средства, окей, тоа сето тоа во ред, тоа се тамо јавни средства, наши средства. И така натаму, но имате друго, имате нешто друго. Овде видите, политичкиот врв тогаш во 2001 го зема овој имот за себе. А се крие позади ВМРО, пазите, знаеме што е, па кажува како е овој другиот, па потоа борба против корупцијата и криминалот, па тој гради Скопје 2014, така беше. Прво ќе беше 80 милиони евра, па стана 800 милиони евра. Мира, тука имате крадење преку бруто домашниот производ. Знаете како? Таа формула ја нема до сега. Знаете како? Например, Алпине гради во Скопје патиштата, а не спомениците, и сега и така натаму. И овие на тендер се ги добива, меѓутоа на тендерот има цена. Тие се по фидик цени меѓу и така натаму. И сега како се краде? Зашто тоа од буџетот, па државен буџетот е дел. И на тој начин потоа цените се билдаат, само што суштината е следна. Што некој тамо кој ќе се симнеше со авионот, таа господја на аеродром Петровец со својот авион приватен, па со ташња влегуваше директно во влада на Република Македонија. И јас прашувам како тоа ние сите поминуваме низ детекторот, ама она не поминува, она низ долниот влез директно кај премиерот со се ташња. Кога ќе излезе од подрумот, ја нема ташњата. Ве потсетува на нешто. Па и сега знаете што, јас се борам против криминалот и корупцијата. А ти така, од друга страна крадеш. Изјавено во една прилика дека Македонија е меѓу најкорумпираните. Најкорумпираните и најдолго земји, обстојува тој криминал и корупција, за жал, затоа сме на тоа. Тој меѓутоа сега ќе видиме ова истражување, ова само ги чекаме затоа што овде ми треба форензика една која што јас не сум експерт за таа работа, за финансиско-имотните бујрум кој сака, а овој дел не. Така да тоа ќе видите што е во држава. Добро е што јавните средства. И само да ви кажам како се крадат. Дивидендата од напред Алпине му е исплаќана некого. Пардон, профитот. Дивидендата, цената па профит, па тој има дивиденда и се од дивидендата си зема и од напред му носи. Овој после си ги одобрува сите покачување на цени. Па добро, од мајка ти со пензија за 4 стана, кажи ја формула веднаш, да ја знаеме и ние, ама добро, си украл толку. Си земал, си направил неправда. Што ти вреде бе Тина и Владко мој, ајде јас. Па јас кој сум го подбрал него во суд, тука, во основа не, и така натаму. Да не зборувам. Значи, сакам да ви кажам дека таа бил судија во даден момент, така? Мислам го водел вашиот случај за овој што е во Страсбург за Илиевски, што да, за Јован Илиевски, да, тој е апаш лопов на човечки права и го чека. И за него сакам пресконференција, пресконференција сакам да одржам во судот во Страсбург. По однос на овој избор за овој трочлен избор на суди. Чекајте бе, за Страсбург. Ја не сум против, ама има факти за кои произлезени од докази. Не може да постои во економијата еден нека ми каже што е додаток на додаток. Па со државни пари. Да. Многу џентлмени со државни пари има во државава, за жал, ете така. И тука некаде да завршиме, господин Ористовски. Благодарам што се охрабривте ви во нашава телевизија, сте зборували и на други медиуми за овој случај. Јас си кажав на почетокот дека еден прилог некаде во вестите информиравме за вас. Кога имавте рочиште пред граѓанскиот суд, очекувате сега на 9 јули, ако не се лажам, како што рековте, последното рочиште. Ви посакуваме среќа и успех и многу здравје и натаму да работите на откривање, ако сте во пензија. Еве преку ова здружение што го формирате, да откривате, да работите на тие случаи каде што има индиции за сторен криминал.
Така е. И за Јас крадење ви на државни благодарам. средства. Знаете што колку ќе чуваме државата, толку и ке економската моќ е многу битна. Да ве потсетам нешто. Само на кратко ве На молам, кратко, веќе знаете, газиме со Втората време. светска војна, Така. германците, овој Вернер фон Браун беше што V1, V2 ги измисли тие ракети, тие се балистички ракети. Така. Уште тогаш. Пола Лондон го сруши, ми се чини, за жал. Ја Лондон го сака. Каде заврши Вернер фон Браун? Во Америка. Значи, знаењето е многу повредно од било што. Апсолутно. И тоа не може никој да ви го земе. Тоа што го носите во И вас, вие апсолутно. како вас не може исто да ви кажам, меѓутоа сега да речем следна работа. И сега овие балистички ракети што летаат, тие се тие, нема разлика. Значи знаењето е многу овде кога ќе донесете луѓе кои што укради, ама никој да не те фати, ја честитам. А како сите пари другите ги открија, ама едни не може да ти ги откриете. И втора работа, знаете кој ќе донесете и тие активисти треба да работат некаде. Ја го разбирам, ама немојте нестручни луѓе на стручни места. На стручни места да се стават. Особено во овој дел. Добро, партизацијата си го направи своето. Ке видиме партиите колку ќе се одрекнат од тоа во иднина. Веројатно ќе научат некоја лекција, ама тешко иде. Благодарам Ристовски уште еднаш. Јас тука ќе го одјавам нашиот разговор, ќе најавам кратка пауза, па следниот гостин.